Значи, на претходното рочиште пред недела дена, судиката закажа пресуда за денес, да објавување на пресудата за денеска во 13 часот и дојдовме, јас со моите колеги дојдовме да чуеме пресудата. Таму не дочека само дактилографката, че точно бевме 5 минути пред 15 часот бевме таму, не дочека дактилографката со образложение дека судиката си отишла дома, а имало наредба дадена од судот сите да заминат, бидејќи ќе се вршила дезинфекција, прскале против буба шваби. Плюс чувбе походниците тука дека денеска имало некаква прослава, судиите славеле нова година. И револтот ми е со тоа што ние очекувавме денеска да знаеме пресудата, а никој не ни извести, буквално да не излезеше дактилографката, може ќе останевме таму неколку часа да чекаме да ни кажат што се случува. Така, да подсетиме зашто си тужен прво ти и уредничката. Па, тужбата е за објавување на изјавите на поранешниот амбасадор на Македонија во Чешка, Игор Илиевски. И господинот Мјалков бара од мене како автор на текстот 2000 евра, а од Јадранка Костова како уредничка 10 максималните износи што може да ги побара. И ако не се лажам, мислам дека од амбасадорот бара некоја поголема сума, ама ќе ви излажам точно да ви кажам. Кажи ми, како е како новинар, како ја коментираш ете тужба за напишан текст, тужба против уредникот, кажи ми, не ли значи тоа и удар врз медиумот директно, првенствено и како вас, како новинар? Се расфира дека мене ми личи на такво нешто, ама сепак не би сакал да зборувам се додека не ја чуам пресудата. Секој си има право да тужи. Како ќе знаете кога да дојдете да ја слушате? Па ми кажа дека треба да дојдам од понеделник некој ден. Не беа баш конкретни каде да се обратам. Ама со адвокатот ќе се веројатно ќе дознаеме пресудата.